Здраво на сите. Најпрво би сакал да ве поздравам сите, да ви се заблагодарам, гледам многу голем број на млади луѓе, да ви се заблагодарам за вашето присуство и желбата за учество за развој на една од најклучните теми во нашето општество. Јас денес ќе зборувам општо за општите правци на нашата изборна, односно на нашата политичка платформа која заедно со вас ќе направиме да биде изборна програма. А моите колеги ќе се продлабочат во делот на развојот на образованието и подобрувањето на неговиот квалитет. Ако визијата за Македонија денес треба да го развие нашето образование, вистината за Македонија, која што пред известно време ја продлабочи политичката криза во Република Македонија, доведе до истата. Јас нема да зборувам длабински за образованието, ќе зборувам само за општо политичкиот дел, а моите колеги ќе се надополнат во она за кое што ние сме впрочем денеска тука. Оваа дебата треба да ја развиваме сите. Тука сме сите еднакви, ова не е затворена политичка платформа, ова е отворена платформа која заедно со сите вас треба да ја надоградиме. Секој ваш предлог, сугестија и критика е добре дојден, а доколку некој понатаму сака да комуницира, слободно може да не најде преку нашиот имејл визијата за Македонија@gmail.com и на Facebook страницата на која што младите претежно се присутни. Една мисла вели, визијата без акција е сонување. Акцијата без визија е случајна активност, само визијата и акцијата може да го променат светот. Токму ние денес тука ќе дискутираме и ќе развиваме визија која за многу скоро ќе треба да ја преточиме сите заедно во реалност. Но пред да се осврнеме на клучната дебата, сакам само да ви ја представам линијата на движење како Социјалдемократскиот сојуз на Македонија стигна до визијата за Македонија. Визијата за Македонија се наметна како изразена општествена потреба за нормализирање и развој на нашата држава. Се разви како последица на вистината за Македонија и реалноста за Македонија. Вистината за Македонија потврди на каков бескрупулозен и криминален начин владае оваа власт, за која што денес најмалку ќе зборуваме. Реалноста за Македонија ја потврди социјалната нееднаквост, сиромаштијата, бедата, разводнетото образование, дезорганизираното здравство и сите аномалии во нашето општество. Токму затоа треба да настапи визијата за Македонија која што сите заедно треба да ја развиваме. Визијата за Македонија е еден процес во кој што најмалку ќе не интересира и ќе дискутираме за власта, за Никола Груевски ВМРО ДПМН. Најповеќе ќе не интересираат граѓаните и нашите решенија за нивно подобро утре. Токму заедно оваа визија ја развиваме заедно со вас и со граѓаните на Република Македонија. Покрај бројните аномалии, една изразита е нееднаквоста. Ние велиме стоп за нееднаквоста. Нееднаквоста пред судовите, законите, при вработувањето и сите останати аспекти кои што ги гледате, но бидејќи денес темата е во делот на образованието, во последно време се случува еден процес кој што е во зародиш, а се однесува на нееднаквост за можностите за добивање на квалитетно образование. Многу слично како и во здравството. Државното образование еродира, квалитетот се алоцира во приватните факултети и за многу скоро време граѓаните исто како и за лекување ќе се заборџуваат, ќе подигнуваат кредити за да учат во квалитетни приватни факултети. Тоа ние треба да го спречиме. Токму затоа изградивме визија која што се манифестира преку 5 клучни правци, 5 столбови. Преку првиот столб, ние треба да ги вратиме институциите онаму каде што му е местото и да ги тргнеме од рацете на оваа криминална група која што денес е на власт. Преку вториот столб треба да направиме економски еднакво општество. Општество во кое најсиромашните плаќаат помалку, а најбогатите плаќаат повеќе. Општество во кое платите обезбедуваат пристоен живот, а пензиите достоинствена старост. Третиот столб подразбира развој на економијата, преку сериозна поддршка на предприемништвото, самовработувањето, преку поддршка на домашните капацитети. Европска иднина
односно развој на европско општество, делот во кој што ние денес зборуваме поконкретно за образованието, и конечно петтиот столб каде што ние се залагаме за развој на едно општество или општество еднакво за сите. И релевантно општество и за македонци, и за албанци, и за турци, за власи, за роми, за срби, за бошјаци. Почитувани, ако заедно веќе 10 години можеме да ја делиме и бедата и сиромаштијата, ако можеме заедно да ја трпиме оваа власт, тогаш сите заедно и релевантно од етникум, политичка припадност, можеме да си ги делиме и почита и заедната поддршка. Ние денес дискутираме ова измината недела по однос на четвртиот столб, европска иднина и квалитетен живот. А истиот е потребен и неопходен затоа што опфаќа клучни сегменти од општественото живење. Ние денес ќе дискутираме многу за образованието, особено моите колеги, но клучот е да добиеме образование во кое и учениците, и наставниците, и родителите, и професорите, и студентите се стекни и задоволни, а не под пресија на институциите. Да обезбедиме здравство, кое што е достапно за сите, но кое што и безбедно за сите. Да обезбедиме здрава животна средина преку почитување на европските регулативи, а не преку следење на профитот. Да обезбедиме европска култура, а не култура по потреба за партиски цели. Да обезбедиме локална власт која што ќе биде сервис на граѓаните и да ја реафирмираме идејата за членство во Европска унија и во НАТО, што обезбедува перспектива и безбедност. Токму затоа ние денес ќе дискутираме и ќе зборуваме за корените промени во образованието. Една мисла вели, не можете да ги решите денешните проблеми со истиот начин на размислување и делување кои сте го имале кога сте ги создале. Ние, почитувани, во изминатите 10 години си накалемивме безброј проблеми кои што сите заедно треба да ги решиме, а преку оваа визија, преку сите вас заедно, ќе го најдеме патот до таа цел. Јас ви благодарам.